некој доктор од Сабајле, никој од Сабајле, само со сестрата кафе пие, а кај другиот веќе во 6 сата го чека под мишка со книшките. Тале сега ќе треба они да ги привлекуваат пациентите да се смешат. Не сум тале, не сум привлекувал, јас сум од Битола, не. Па и тоа е поентата, да те привлекува, како? Или пред малце што збораше, абе пари и оно. Абе слушај, тие пари се дајни од државата, ама тогаш државата нема метод како да го задржи ти тој сега, кој ќе специализираш после 3 години, може да си замени во приватна, и да се ќе фала, не? Слобода е тоа, он така сака. Па гледаш. Едно прашање. Да. Дали не смета дека овој муабет што ние го правиме, треба да го прават министерот и овие лекариве специјалисти? Дали мислите дека министерот не треба 3 недели да не ги гледа нив? Да ги викне и да се надуваме да направат за ова? Ама не може да направат муабет, затоа што тие муабет така почна. Тоа е вешто направено и тие прав стратегија, се деца мали, тие се интелигентни луѓе, докторите, не така. Како ќе бараме пари? И сега што те слушат од страна амбасадор или било кој си треба да бе, за пари се бунат, не се бунат за начинот како ќе се делат пари. Мислам дека не се работи за спонтан штрайк, мислам дека се работи за добро организиран штрайк, дури имаат историја. Од опозицијата. Не велам дека опозицијата, само велам дека се добро организиран. На сите му обетено ти ќе биш тој директор на тоа, на таа клиника, ова клиника. И тие бурали се таму да висат да се прават бурали? Ајде, добро, да преминеме на следен слушател, имавме доволно време. Поздрав. Значи, продолжуваме понатаму. Само секунда, дали ќе ми дозволите. Во овој момент само сакам да забележам и до слушателот и до Саша, проблемот е што тука ги генерализираме работите. Еден доктор да го направил нешто лошо, не значи дека и сите ќе го направат тоа. Меѓутоа, подоцна за тоа да продолжиме со слушателката. Ајде, повелете. Поздрав до сите вас во студија. Ви благодарам. Сега, министерот Тодоров беше еден од најценетите министри во образование. Значи, во образование. Хартијата трпи се. И колку си кадрен како наставник, професор, ќе го научиш ученици. Само едно не ми е јасно. Дали лекарите, малку е неумесно, али вистината е таа, лекарите и гробарите да се плаќаат по учинок. Значи, лекарите и гробарите. Значи, колку ќе завршиш денес работа, толку плата ќе земеш. Не, тоа е погрешна премиса, тоа не е така. Значи, еве зашто не, добро, не, дискусијата е тоа, а лекарката. Ама не е точно тоа, не е тоа дискусијата. Чекај, како не е? Вака сега, значи на една институција, ама не е точно. Тоа е мое мислење. Тоа е мое мислење. Учинок не полном тегли со ајвар. Ама не е таков учинокот, значи се работи за следново. Значи по учинок, јас не сум на смена денес, немам пациенти. Чекайте да ви кажам сега моето мислење да ви го кажам. Саше, да оставиме да оставиме, мислам да се го искажам, после ќе се слушам на радиото и да дозволиме на слушателката, ајде Саше. Значи едноставно прашање. По ученик може да напунам 10 тегли ајвар, 20, да сошам 10 блузи, да одржам 10 часови денес, 5 резултатот. Може ли сега да ви одговорам на вашето прашање? Бидете тука на линија да ви одговорам, после пати кажете. По радио, после ќе го слушам. Само некој нека ми одговори, дали лекарите и гробарите ќе се плаќаат по учинок. Поздрав и малку размислете потрезно. Ајде сега да одговорам вака, значи прашањето е погрешно поставено. Не се работи за тоа колку денеска ќе му дојдат болни на лекарот. Не е точно. Знаете зошто? Бидејќи прашањето е, ако дојдат 10, колку од нив ќе одработи едниот, колку другиот. Ако не дојде никој, они пак и се ги подал парите 50-50, ме разбираш? Значи парите не се намалени, не се врзани со тоа колку луѓе ќе дојдат во болницата, туку кога веќе ќе дојдат, каде ќе отидат? Да речеме, хипотетички збориме, месечно доаѓаат 100 луѓе во болница, така? Утре, наредниот месец, ако дојдат 50, они пак ќе земат иста плата. Значи не е бројот на пациентите врзан со платата. Проблемот е следен. Ако дојдат 50 или ако дојдат 100, колку ќе отидат кај лекар број 1, колку ќе отидат кај лекар број 2. Ако лекарот број 1 ги одработи од тие 50 40, а другиот само 10, тогаш обично ги одработи од тие 40 ќе зиме поголема плата од другиот. Значи погрешно е поставена тезата во јавноста. Што значи? Луѓето мислат дека сега лекарите треба да тепаат луѓе по улица за да овие идат после болница со крвави глави. Значи не е тоа тезата. Саше, објасни ми тогаш како професор доктор Љубе Ивковски во случајот предеска што го напоменав, зошто би напуштил тој
Значи месецот имал 800 анализи и добил само 80%. Значи ова ти што го зборуваш... Може некој до него, друг некој, направил 1000 може би анализи. ти ова во теорија што го зборуваше во ред, ама самите лекари имаат право да се Слушај, бунат. Зашто би Ајде да го викнеме тој лекар наредна емисија тука да го донесеме и да го праше, може? Слободно. Една работа. Слободно. Значи, ако е таков системот направен, зошто лекарот кога знае дека за да земе 100% или 120, не знам колку проценти таму, што повеќе од другиот, ако ти треба да дојдеш на контрола, ако треба да доаѓаш на секој 2 недели, ќе ти рече да доаѓаш на секој 3 дена, така без потреба, за да си запишува таму. Нели го поттикнува системот на ова? Да, точно, тоа е едно од... Ајде да пуштиме слушател. Само секунда, дечки. Ајде да пуштиме слушател. Повелете дали имаме некого на линија? Ало, дали се слушаме? Дали имаме слушател на линија? Добро, јас не можам да слушнам. Добив информација дека имаме слушател, но сепак не можеме да... Јас би сакал да отвориме уште една тема, ако ми дозволиш, Бојан. Тоа изјавите на поглаварите на ИВЗ и на МПЦ. Да. Мислам дека е недозволиво поглавари на вакви сериозни институции кои што влечат векови пред тоа историја и наследство и кои што пропагира дека религијата нас не учи на блаженост, возвишеност, облагороденост и така дале, да они излезат у јавност и да кажат такви некои националистички ала Шешел изјави. Некој, мислам, тоа е жив срам и не знам како можеше ова да се дозвола. И нашиот поглавар кој што излезе на повод отворање на црква да ни држи говори како ние требало да се дигнеме, да не трпеме веќе ова. Тоа го сватив како хушкачки националистички говор, као ајде ние сега да се собереме и да го возвратиме ударот, бидејќи албанците уште само што не згазиле. Ја така го слушнав тој говор, а па што да се каже па за говорот на ИВЗ на нивниот поглавар, тоа беше жив циркус, така да не знам кои се вашите ставови. Не, потполно се слагам. Изјавите беа катастрофални. Во колумна напишав дека тоа што го кажа поглаварот на МПЦ господин Стефан изгледаше како потбарал на влада, бидејќи зборуваше за тоа со јајцата во... Он бил многу наљутен што го малнал некој со јајце премиерот. Да. Ја, не ми се верува. А изјавата на поглаварот на ИВЗ е уште полоша, покатастрофална. Тоа е, не знам. Што сакаш кажеш, Бојан? Дечки, ајде да пуштиме слушател во на линија. Ајде повелете дали имаме слушател? Добар ден. Добар ден. Поздрав, сите таму на цела емисија на водители, на... Само до колегата ваш, што гледам и убаво му кажа дека е настроен за владата да го примат и дали му е одобеќано нешто. За кога се тие казни од нашата влада? Да го наградеме доктор да го казне. Зашо? Работат човек. Плата се има за тоа, поучинок. Значи сега може, што кажа и слушателка сега пред малко, може нема да има работа за тај доктор и тај доктор нема да земе плата. Чекайте бе, како тоа нема да има? Што сакате да кажете сега? Викаме плата поучинок. Јас ги објаснив сега, слушавте ли сега како го објаснував проблемот? А јас слушам, објаснуваш некои работи што не се така. Како не се така? Така се. И упорно Значи ти, ако денес овој месец ти дојде тебе 100 души, Саше, да го оставиме да се доискаже, ајде таму. Чекај сега ти, кога треба да слушател да го да се искаже, па после. Упорно тоа дека поучен. И колегата Јов, 95% за бушанци не работат, 5 души ќе платиме само. И тоа е поента на нашата влада, моментално, само казни. До кога ќе оказуваме? Вие каде работите? Јас работам таксист. И тебе како те плаќаат? Колку ќе извозиш денски или да не извозиш пак ќе земеш плата? Мене кога ја работам колку искарам, ама со тие казни више и треба од дома да... Чекај се, остај казните, те прашувам. Ти како си платен, по учинок или без разлика колку ќе возиш пак ќе добиеш иста плата? А и по учинок е сега. Па што се буниш тогаш против плата по учинок? Ама бунам се оти тоа не може да е така. Тоа се други две различни професии. Зошто се две различни? Исто ти е. У нашата работа е така. Еве, ти да не беше платен по учинок, ти ќе прекидаше колото некој ливада, сега, така? Ама Саше, господине, докторот треба да дојде на работа секој ден. Да ми дава порачки и работиме. Ако не ја запалиш да не ми даде порачка да ме ја ти викам. Ако не ми даде порачка, значи јас немам плата.
така и доктор, ако му дадат, значи, работа днес, ако има пациент, ќе земе плата. Сико ще изпуши. Не е то така, не е то реалното. Ама види сега. Добра, овој проблем полученок со министрите е малку на подруго ниво од вашиот. Речеме, ако не се вози никој денеска со вашето такси, вие нема да земете плата, нели? Кај лекарите не е така. Лекарите си ги делат парите што веќе стигнале на нивна сметка внатре. Доволно видене ученок како се работи со денешната влада. Ама таксистот не може да му се јави на некој да му рече ќе ми доаѓаш ти секој ден овде за да земам јас плата. Овде може да ти рече докторот. Да го казнеме тај што нема работа. Моментно. Доста со тие казни. Добро, пријатно ви благодарам многу на јавувањето. Значи, интересна е темата, мислам дека не може да биде така осмислено нешто. Саше таксисти и лекар е многу различна професија. Зошто ги брегаш таксистите? Не ги брегам па таксистите. Зборувам од аспект на тоа дека таксист доколку не ја запали колата, односно доколку не трне на работа, не добива пари. Меѓутоа докторите си одат секој ден на работа. Дали е тоа точно? Не те са ти поентата сега. Поентата е тоа што секогаш они обработуваат 8 часова дневно. Да, може да дојде на работа и да се паркира таму негде нека врата и да не знаеш кај е човекот. Ама ова е генерализирање, човече. Ма има такви случаи, зошто? Нема такви случаи. Има такви случаи. Па што да правиме со нив? Па ова е заради да ги казниме тие, да ги натераме да го размрдат газето, разбираш? Ама не се работи за сите. Зашто сите да ги казнеме тогаш? Ма не ги казнуваме, а ти ако си работиш ќе си добиеш 100% плата, а пуси повише ќе добиеш 100%. Ова зашто се слагаш, Саше? Нели е тоа казнување на пациентите, нели казнување на тебе како потенцијален пациент да треба тоа што ти викам на контрола да доаѓаш на секој 3 дена, пошто лекарот знае дека ако не му доаѓаат пациенти ќе земе помалку плата и да те тера да доаѓаш, да ти прави непотребни анализи, контроли и сето тоа. Тоа е голем проблем, да. Па проблем е. Имаме слушател, ајде момент, повелете, вие сте на линија? Повелете? Дали се слушаме? Дали се слушаме уште еднаш? Изгледа не. Ајде отвориме уште една тема, луѓе. Значи... Шеста поред. Како вие го оценувате овој случај со ослободителните пресуди за Хаг, каде што ги пуштија Хрвативе и исто од Косово го пуштија Рамош Харадина? Нели мислите дека ова е нефер кон србите и кон македонците, дека само они се кривите дечки, а овие се фините? Мислам, како можеше хрватските генерали да се пуштат после сите тие злосторства во Српска крајина и во... Ете вака сега ќе ти кажам, и синот на Радко Младич, самиот се кажа дека дента кога беше ослободен Готовина, односно претходниот ден, односно следниот ден се извинувам, тој кажува кога српската влада ќе плати за адвокатите на мојот татко, а не Шешелј или Шешелј, или в случајот на Шешелј пробува сам да се брани, кога ќе платат за адвокати како што платиле хрватите, како што плативме и ние за Љубе Бошковски, ако се сеќавате, тогаш по 6 или 7 години би требало да бидат пуштени. Меѓутоа србите во Хаг имаат обичај да се бранат сами, да прават спектакл од судењата и можеби тука им се наплаќа сега. Видите, ова е втор случај по кој што Хаг се бламира. Првиот пат е кога они ни ги вратија хашките случаи нас во Македонија, сеќаваш на вашите случаи за исчезнатите, забраната во Липково и така натаму, каде што они требаше да се одработат работата за која што се платени, а не нас да ни го враќаат тука. Ние да можеме... не знам што мислеа дека овде ќе направиме ние. Ние да можеме сами тоа да го средиме, ние ќе бевме насална држава, ние немаме моги за тоа луѓе. Ние затоа го пративме нив жестичкиот костен, они да го сработат. Они нас ни го вратија и ние што ќе правиме сега? Тоа пак уште еднаш ќе правиме војна после 10 години. А немаме пари ни за тенкови, ни за ништо сега. Ајде на слушател да му дадеме предност. Ајде повелете, дали се слушаме? Ало? Ајде повелете. Добар ден. Поздрав и до водителот и до гостите. Поздрав. Одма да почнем на темата. Ајде. Господинот Саше се сложувам во делот за знамењата и се околу знамењата. И јас така мислам. Меѓутоа по прашањето на штрајкот на лекарите ич не се сложува. Посебно ме разочара... Кажете ли сте пациент или лекар? Саша, со тоа што рече, кој му не се допаѓа, нека си оди. Па точно е тоа е од времето на црниот капитализам. Што би било кој на сите работници во фабриките, некој ако не е задоволен, ако тие штракуваат, им се шајт, па бевеките натор, побарете се друго.
И така избега доста македонци. И тоа врвни македонци, специјалисти,